И официјално добре дојдов во Монако. Многу јаки градби, палми едно друго. Пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Јас го напуштам тука хостелот каде што спиев. Денес всушност одам, ми е последен ден транзитирање низ Италија. Од утре веќе ќе почнам со полава возење, веќе ќе започне и поглавниот дел од патувањето. Денес значи одам за Франција, поточно. Значи тргам од тука покрај Милано, се патувам кон Дженоа. И од Дженоа кон Монако ќе поминам низ Монако и низ еден интересен регион планински ќе поминам едно патче за да стигнам до едно кампинг место каде што планирам да спијам по шатор. И денес имам нешто 500 км за возење, малку повеќе, но веќе влегувам во Франција и ќе започне малку полавав дел од возењето. Тука иначе не бев сам, како што ви кажав и вчера при крајот на видеото, дојде уште двајца. Луѓето работеле, прво ми рекоја, после рекоја патувале, всушност оделе и земале примероци од земјата и носеа со нив стварно најлончина со земја. Многу чудни типчина беа, не знам. Така да со нив бев цимер, да речем, меѓутоа рано некаде кај 5,5 сатот си заминаа. Имав и доручек, доручекот не беше нешто посебно, беше, сега не беше како турските доручеци, пак Турција ја спомнувам. Меѓутоа беше солидно да ме најдат со вајле, една круасана, едно како мармалад, едно како еврокремче и едно горшливо како некој джем беше, така, не баш горшливо, ама со вкус на лимон, да речем. Сонце во денес, нема никакви прогнози за дожд, меѓутоа и за вчера немаше никакви прогнози за дожд. Но ете пак ме фати дожд, баш тука каде што сега врвам. Но што е, тоа е. Значи ќе имам и денес возење автопати. Мислам дека денес ќе биде последен ден возење автопати од ова патување. Алпите нема да ги возам, барем не сега, може би на враќање ќе видам, бидејќи се уште е мај месец. Голем дел од превоите се уште не се ни пуштени, но ќе видам на враќање, логично и температурите ќе бидат малку повисоки. Ќе има може би некои превои што ќе се возат, но сепак ќе треба да имам време и за нив. Садот иначе 9, појадокот беше во 8, станав малку покасно. Но мислам дека ќе стигнам до кај 6 сата негде вечерта, си викам ќе стигнам каде што имам испланирано. Планинско место, селце, зеленило, планинче. Тука во близина има језеро, доколку некој сака тука да остане повеќе време. Иначе многу му се пари ми зеде сместувањето, преку букингот беше 25 евро. А јас ношти јадев пица, пиев и еспресо и ми плате само 30 евро, фактички 5 евро ми наплати за пицата и еспресото. Што ми е чудно, пошто имаше како мени едно, на менито пишеше 6 евро дека е пицата и сигурно и еспресото барем 1,5 евро ќе биде. Но може би и дека бев гости некако на попуст за мене направи. Не знам, на вистината го десна страни језерото. Ја надевам денес дека ќе нема никаде гужви да ме фатат или нешто слично, но сепак останува да видиме. Излегов јас на автопат, меѓутоа треба бензин да турам. И ако веќе 1 сат возам на леле, дали се пак од тие бензински со пари главање. Се надевам дека не. Дизел. Шо е 2 евра и... Ал моментот новута е такова. А шо е толку скапо? 2 евро овде. Има овде луѓе. Доаѓаме време да платам патарина, возев до сега на автопат. Турив гориво, иначе не ви кажав литарот веза прика нешто евро, 2 евро да не беше. Сега овде излесам услужна патарина. Се надевам сега ќе се снајдам. Ајде да видиме што ќе види.
Јас ќе свиткав ова карта. Се надевам нема да е проблем. Ходи. Добро. Добро, одлично. Успеав. Читете. Ако платив некако 19 евра ми вика, колку изоде 60 км автопат. Се исклучив од еден автопат, сега на друг, сега пак билетчета се земам. Значи на патарините ќе видите биглието кај се пише тикет, само земате едно картонче, како во Србија се буквално патарини. Ова е картончето, си го земате, си го привиткувате, си го пакувате тука вака во джебо, си го клавате прва и терате. И следно како преге што платиш ќе биде или ќе има негде човек или само послуга која јас што направи. И доаѓаме до крајот на автопатот. Повторно сега треба да платам со картата што си ја имам. Тоа е тука. Се што треба сега, баѓе сетка. Да ја плам. Il biglietto non è leggibile. Introdurre il biglietto o attendere l'intervento, grazie. Добро. Avvicinare la carta con Prego attendere, validazione in corso. Ајде. Arrivederci. Аривидерчи, шуќур. Право ојде во деснот. Мислев со човек да плаќа, ама не. Значи ќе барате карта горе за да можете да платите со картичка. Горе карте да ви пише, другите не знам зашто се, ама тоа другото мислам за железни пари беше нешто. Може има човек на некој од другите, ама јас не ги знам. Битно кај што ви пише карте, можете со картичка да платите. Добре дојдов во Франција. И јас официјално добре дојдов во Франција, меѓутоа сега веднаш ја напуштам Франција за да влезам во Монако. Се уште не сум во Монако, имам 6 км до Монако. Значи сега фактички, нели Монако се наоѓа покрај море, сега буквално имате чувство и веројатно и така е, слегвате надолу кон морето, стоа и кон Монако. Значи само да ви го покажам, сега дрвото толку не се гледа, еве го Монако. Значи многу згради, многу, не знам, морето е многу чисто, сега сонцето мава, многу јахти, бродови забележувам и делува како интересно државиче. Иначе ова пред мене што го гледате буквално во еден кадар е целата држава Монако, втората најмала држава во светот. Сега да одам да влезам и со моторот да поминам низ него. Пополека се симнувам надолу. Значи јас сега се спуштам кон Монако, меѓутоа се уште не сум во Монако, ова се уште е Франција тука. Еве десно Монте Карло Бич. Еве имам честа и да видам таблици регистарски од Монако. Значи буквално една буква и 3 бројки, тоа е се. И лево му пишува МЦ, долу пише Принципуате де Монако, МНК.
И веќе сум на работ скоро, уште малце ќе влезам во Монако. Барем мислам дека не сум влезен сега уште. Треба да има еден кружен тек, после кој што ќе може да се речи дека сум влезен во Монако. Се надевам нема гужви да има. Тука треба на кружниот да завртам, додам нагоре. Не знам GPS-от кај ќе ме води, јас наместив само кругче едно да поминам низ Монако. Тоа таму веќе зградата е монашка. Фактички одма после мостот е Монако. И тука и знак има Принципуате де Монако. Значи јас сега буквално влегов во Монако и официјално добре дојдов во Монако. Иначе нешто што не направив ново патување, заборев. Меѓународна возачка дозвола, извадов сега онде видов еден полицаец монакшки. Имаше запренени деца. Ја имам само класичната, што не мислам дека ќе е проблема, ама кој ги знае. Значи, овие згради, ова сега каде што возам е втората најмала држава во светот, тоа е државата Монако, истовремено најгусто населената држава во светот. Има население од некаде околу 36.000 жители. Но од нив само 10.000 се луѓе монакчани, да речам, оригинални. Другите се французи, италијанци. Францускиот е службен, односно државен јазик, меѓутоа се користат и ги разбираат многу луѓе монакшкиот, ако воопшто тоа е зборчето, и италијанскиот. Сега како што возев баш, Монте Карлович. Баш како што возев си размислував, толку мала држава мора се да има пак, треба да има пошта, треба да има технички преглед, например, кај што ќе ги проверуват и регистрираат возилата. Треба доктори да има, полицајци, од толку малце луѓе кај ќе се најде од сето тоа. А по друга страна, кога ќе видите еден град, земете го со толку илјади жители од Македонија, не знам Штип кој е, кога може Штип сето тоа да го има, може и Монако, меѓутоа сепак Штип е само град, да речам, не мора да има и влада едно друго. Ова е пак држава, председател, не знам, принципат, тоест како се вика тој што му е начело. Многу јаки градби, палми, едно друго. Да не го сгрешам јас патот. Еве некои гужви. Високи згради, интересна држава, многу мало, компактно државиче, меѓутоа спремно. Има коли со монакшки таблици, меѓутоа не се сите, има доста со француски таблици, така да тука не можам сега да одам. Сега што значи тоа? Ова е едносмерна. Или не? Не бе, не е едносмерно. Сум можел да продолжам, не знаев. Се вратив јас назад по грешка. А зашто чекат сега овие автобусите, камионите? Некој метеж нешто да нима настанат. Ајде. Ете, можело да се оди наваму сепак. Тука нешто градат, прат многу луѓе.
стори бе? Fiat će to ja. A i obično neli Monaco važi kај нас за една од најбогатите држави во светот, меѓутоа не видов некој луксузник уз неколку скапи коли. Кај се најде па и ова камиончето се пред мене. Доста мотори има испо паркирање, ама има многу обележани простори за паркирање на мотори. Ја. И електрични Тесли тука се полнат. Има и кафичи, нема ако знае колку кафичи, 2 ако видов 3 максимум. Меѓутоа има, да сакате да седните негде, има. Ова зашто испрекина? Абе за мотори излева линијата бе луѓе. Ја испрекината мала линија. Велосипедска патека не ќе беше поинако бележана. Јако во Монако има велосипедска, во Монако за мотори посебна патека. А има семафор овде негде? Како не ја видов до сега? Јако. Тука треба десно да... Ове сега и во тунелче влеговме. Со сторе цела улица буквално в тунел направено. Иначе видов преќе баш искочи во тој момент камерата, жена автобус возеше. Јако. Интересно многу државијќи. Значи овде низ тунелите буквално по логика возам дека заставаме GPS-а малце ми се губи, а долу многу има, ако сега преќе видов ти десно и лево, ова ми вика вака треба да одам и сега не знаете точно кај треба да завртите. А мислам дека на точното сум сега. Ханс Фронтиер, граница помеѓу Монако и Франција. Значи фактички ја сега може би веќе го напуштив Монако. Да, иначе јас го напуштив Монако, сега сум вратен назад во Франција. Јас сега уште го немам резервирано шаторот кај што планирам да преспијам, сега да застанам негде да направам и пауза и со тамана и да го резервирам смештај, да ми биде обезбедено. Патарина сега тука да видиме како работат овие патарини. А не се ни приклучувам на автопат, мислам дека. Валја само ќе ја титнам картичката, сега ќе видам ова како пре. Да.
беше брзо и едноставно. Ајде сега кон местото ајде, ама не закажав. Бе, како може да заборам заради тоа, застанав и заборав. Ајде ќе одам па ќе застанам пак на сред пат, негде имам уште 105 км до таму, скоро 2 сати возење и ќе застанам на 1 сат да резервирам. Нормално пак ако не заборам. Сега тука некој гуши ме фатија. Имам уште 80 км од тука до местото каде што ќе престојувам. Иначе сум во близина на градот Нис. Меѓутоа како што гледам, немам многу да се задржам во град. Немаше некои страшни гужви низ градот, така да тоа е добро. Сега ќе излегов од градот, мислам дека кај да треба да возам на отворено. И со тоа движењето да биде убрзано, со оглед на тоа дека треба, како што видов, низ планински предел да возам и температурата ќе засвежи, бидејќи сега веќе почне малку да жежи. И конечно до убај патчина, вакви тесни, интересни, малку и до сенка, без сообраќај, без коли, без тргни застани. Ајде, дај Боже, од утре со поќе вакви патчина, Боже здравје. Сега јас ќе застанам негде да го резервирам сместувањето. Исто така имам и потреба од WC. Некаде само ширинка малце да најдам покрај патов. И таму ќе застанам. Ова интересно патче за возење. Најдов јас место за пауза, ама и за да си го резервирам сместувањето. Ама погодете шо, нема мрежа. Пак не си резервирав. Иронија. Тоа е, ајде пагоре негде пак ќе застанам. За сега да учивам во ова прекрасно патче. Луѓе, оти беше толку убава. Значи, онака воопшто, пато само го видов со кривињи дека и реков, окей, добро, интересно ќе биде. Меѓутоа, испадна премногу дека беше ово. Значи, зеленилото во пол нег пролетта, сутена, чисти, значи, видов ти сами полиња, чисти зелени дрва. Не знам, она беше предобро, имаше коњи на едно место, многу добри коњи беа. Потаму и воло имаше, ама општо, значи, 60 км беше предобро нешто за возење. И на почетокот на патока и тие карпите, и после веќе рамно ко стана. Да не го сгрешам ова јас. Предобро нешто. Иначе тука сум ја стигнал во селото каде што ги спијам. Ево кампинг Леванте, од кај треба да влизам само сега. Рецепцион, паркинг.
Ајде, ја си го најдам местото. А тука, дами и господа, доаѓаме и до крајот на ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш, останете поздравени и чувајте се.